Преполна сала, овации за изведбата, вампирите достојно ја одиграа својата улога. Тетовци беа сведоци на мултимедијалниот театарски перформанс интервју со вампирот во режија на Владимир Јовановски. Според него ова е тешка представа која целиот тим ја одигра маестрално. Ова е една многу тешка представа, многу тежок проект, тежок мизансцен, тежок текст и тежок жанр. И изиграна е на брилијантен начин. Можем да кажем дека колегите и целокупниот тим, како техничкиот, така и актерскиот, брилираше и извонредно ја изведе представата. Затоа се дочеше огромниот аплауз на крајот на представата. Комплициране за изведување, се изведува со ефекти на сцена, со дотатоци кои се прикачени на телото. Значи, во севкупност еден комплексен проект кој доколку нешто има било кој дел во представата, нема да биде тоа што е замислено. Во негова режија ова е втора представа со ваква тематика. Целта е публиката да добие можност да види нешто поразлично од досега прикажаното. Тематиката е намерно избрана така, од една проста причина сакаме да помериме одредени граници во играта, во прикажувањето, и како што еднаш веќе кажав, публиката е она што е понудата. Значи, каква е понудата, таква и поборувачката. Ние сакаме да внесеме повеќе вкусови, а ова е една интересна тема, никогаш неодминлива, затоа ја избираме таа. Бобан Милосавлевски го одигра Луи де Понте, вампир со човечка хуманост и душа. Тој е 8 години на театарската сцена, а ова е досега неговата најдобра изведба. Да ми кажеше некој пред 6 месеци дека јас ќе го играм Луис де Понте во интервју со вампирот, искрено ниво најлудите со ништо немаше да поверувам. Овој лик е исклучително тежок лик за играње, затоа што пред се треба да се долови вампир со човечка душа. Мојот лик е позитивен во оваа приказна, затоа што се уште не може да се навикне на убивањето, на смртта. Искрено морам да признам дека досега ова е најталентираниот тим со кој што јас сум соработувал. Публиката не пречека фантастично, не награди што особено не импонира и не тера да работиме и понатака. Се надевам дека ќе оние што нема прилика да не видат, ќе додат на репризата на наредната сабота и исто така заедно ќе уживаме уште еднаш во оваа прекрасна представа. Во театарот сум околу 8 години. Најпрво работев комедии во драмското студио. Ова ми е прва сериозна улога и морам да кажам дека за сега ми е најдрага. Клаудија не успева да види ништо од човечкиот живот. Мелиса Ценоска ја прикажа нејзината немирна душа и непомиреноста со направената неправда. Публиката го кажа своето, беше презадоволна. Јас, што ми е најбитно, сум многу задоволна од својата изведба. Тимот беше одличен, прекрасно функционираше. Веќе една година ја спремаме представата, супер се дружиме и сега на крајот останува само едно огромно задоволство и нормално жал што заврши еден ваков, заврши, нели, понатаму имаме уште неколку, планираме уште некои изведби, планираме да бидеме гости во Скопје и понатаму да ја изменаџираме на најдобар можен начин оваа представа, затоа што сметаме дека заслужува да ја види уште побројна публика. Па, како што поминува времето во театарот, секако дека созреваш и секоја најнова изведба се чувствуваш посигурно и подобро во својата кожа како актер, така да, сметам дека сум била можеби најдобра до сега. Американската писателка Ана Рајс го создава готскиот бестселер интервју со вампирот. Книгата има и своја филмска адаптација, а синоќа символично точно на полноќ заврши премиерната изведба на тетовската театарска представа инспирирана од оваа приказна. Репризата на интервју со вампирот е закажана за 15 овој месец. Влезниците се веќе пуштени во продажба.